Почитувани браќи и сестри, драги николчани, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН продолжува и понатаму со тематските пресконференции на различни теми во делот на функционирањето и презентацијата на достигнувањата на владата на Република Македонија. Денеска сме во јавната здравствена установа примариус доктор Ѓорги Гаврилски, каде што директорот на здравниот дом на една тематска пресконференција ќе ни ги презентира достигнувањата и сето она што е набавено од страна на владата на Република Македонија предводена од ВМРО ДПМН за периодот кој што таа е на власт, за да видиме се кои новитети и новини оваа власт продолжува понатаму да ги донесува и ги внесува во здравството за подигнување на животниот стандард на нашите граѓани. Здравствениот дом Свети Николе располага со следното. Лабораторија. Во 2008 година, благодарение на донација на јапонската влада, лабораторијата доби бројач за крвна слика, биохемиски анализатор, центрифуга, микроскоп, фрижидер. Рентген кабинетот во 2008 година има добиено рентген апарат како донација на јапонската влада. Освен тоа, доби и стоматолошки рентген апарат и процесор за развивање на слики. Од сопствени средства во 2009 година е набавена линеарна сонда за Алока ехо апарат, кој што служи за еходиагностика на дојка, се со цел за рано откривање на рак на дојка кај жените. Во 2011 година, од големиот тендер на Министерството за здравство и на владата на Република Македонија, Општина Свети Николе, нашиот здравствен дом, има добиено аналоген мамограф, кој што го имаме добиено по еден неславен, така да речем, рекорд, бидејќи сме меѓу првите во Република Македонија по заболувањето рак на дојка кај жените. Од тие причини ни излезе во пресед владата и ни донира еден аналоген мамограф кој што е во употреба. Во 2008 година, исто благодарение на донација на јапонската влада, детската превентивна стоматологија доби и стоматолошка столица со компресор и автоклав. Во 2008 година, од сопствени средства е набавена во училишната амбуланта дигитална вага со висиномер. Во родилната сала, како донација од УНИЦЕФ, добивме инкубатор. Во 2012 година, од сопствени средства, значи сега тоа е наскоро, набавен е ЦТГ апарат, кардиотокограф, кој што има кој што дава голем допринос за водење на родилките, служи за ги покажува контракциите на матката и тоновите на бебето. Значи за добра контрола и добро водење на бременоста. Во 2008 година во итната медицинска служба од јапонската донација имаме добиено сет за реанимација и автоклав. Од сопствени средства во 2008 година имаме набавено автоклав, имаме ЕКГ 12 канално, сет за мала хирургија, сет за стерилизација. Од сопствени средства е набавен и дефибрилатор. Во 2008 година во интерно има набавено 12 канален дигитален ЕКГ апарат. Од јапонска донација во 2008 година на интерно има донирано ЕКГ апарат. Од сопствени средства имаме купено во 2008 година негативоскоп за гледање на рентген слики и рефлектор. 2007 година во ушната амбуланта од сопствени средства е набавена камера, ТВ приемник и адаптер, ларингоскоп, назофаринголарингоскоп, ехосинусоскоп, тоа е ехоапарат за синуси, а од јапонската влада со донација во 2008 година е набавен автоклав, отоскопски сет, ултразвучен небулајзер, односно инхалатор. Од сопствени средства е набавен отоскоп, кларова лампа со оптички кабел и сет за мала хирургија. Во очната амбуланта во 2008 година е набавен авторефрактометар,
ленсометар, сув стерилизатор и визус табла. Во 2012 година во Здравствениот дом Свети Николе, благодарение на соработката со локалната самоуправа, поточно со градоначалникот на општина Свети Николе, е набавен спирометар и веќе сме во постапка и при крај сме со отворање на астма центар во Свети Николе. Што се однесува до возниот парк? До 2008 година возниот парк ни беше во катастрофално лоша состојба. Возилата беа дотраени, повеќето од нив беа набавувани и половни и мака мачевме со транспорт на итните наши случаи. Меѓутоа, во 2008 година исто јапонската влада ни донираше едно санитетско возило Toyota, кое што беше комплетно опремено и го користиме. Во 2009 година со сопствени средства набавивме патничко возило Opel Astra, а во 2012 година имаме донирано патничко возило кое што ќе служи за потребите на итната медицинска служба како донација од кабловската телевизија Роби. Очекуваме сега најново владата на Република Македонија од големиот тендер да набави и за нашата здравствена установа едно санитетско возило, едно од најмодерните и комплетно опремено со целокупната опрема за пружање на прва помош, заедно со дефибрилатор, сетови за реанимација, со кислород, ЕКГ. Значи, едно од најмодерните возила го очекуваме наскоро дека ќе го добиеме. Во 2008 година, од сопствени средства, Здравствен дом Свети Николе има набавено 2 компјутера и 3 печатари. Од Министерството за здравство имаме набавено во 2011 година 10 компјутери и 2 печатари, а од сопствени средства во 2011 година имаме набавено 10 компјутери и 10 печатари. Од Фондот за здравствено осигурување и од Министерството за здравство имаме донирано 10 клима уреди со наши сопствени средства и со помош на локалната самоуправа имаме направено извршена адаптација и целосно реновирање на просторот во рентген и итна медицинска служба. Скоро целата столарија, дрвена столарија што беше е заменета со ПВЦ столарија и тоа што е останато планираме сега во догледна иднина да ги замениме и преостанатите прозорци и врати. Здравствен дом Свети Николе има потреба и врши континуирано усавршување на докторите во итната медицинска помош, специјалистите од превентивна здравствена заштита и специјалистите од специјалистичко-консултативната заштита. Здравствен дом Свети Николе прави постојани анализи за потребите на пациентите од овој регион, чие подрачје го покрива и врши едукација на населението за потребата од редовно вршење на здравствени прегледи и навремено и рано откривање и диагностицирање на одредените болести. Ова сето што го сега изнесов, можете да сватите од каква корист, кој бенефит го имаат граѓаните на општина Свети Николе. Само за споредба, порано, за едни обични снимања, било рентгенски, било ехотомографски снимања, нашите осигуреници мораат да одат во ближните медицински центри или чак на клиниката во Скопје, каде што губеа време, губеа денови, губеа пари, губеа нерви и се закажуваше, беа ставани на листа на чекање со месеци. Сето тоа веќе го нема и услугите, дел од тие услуги, поголемиот дел од тие услуги, нашите пациенти ги завршуваат во Здравствениот дом Свети Николе со без листи на чекање или чекањето е најмногу 1 до 2 дена. Сите граѓани на општина Свети Николе кои што имаат потреба од овакви услуги со која што опрема која наведов веќе Здравствениот дом Свети Николе располага, ги повикувам слободно, нека се јават со тоа што ќе си добијат упут од матичните лекари и секоја услуга која што можеме да ја вршиме, ќе ја извршиме со најсериозен пристап и со голема стручност.